Жителите на село Блатец и понатаму продолжуваат со блокади со цел да не се изгради хидроцентрала на река Блатешница. Денеска представници беа на разговор во Министерството за транспорт и врски и како што велат се надеваат на конструктивна соработка, но во петок од 15 до 17 часот ќе се одржат најавените блокади на патот. Додаваат дека 24 часа имаат дежурства со цел да не се пренесат машини за изградба на хидроцентралата преку ноќ. За сега остануваме на конструктивната соработка што имавме денеска. Блокадата продолжува, што е најавена во петок од 15 до 17 на локалниот пат, и ги повикуваме сите добронамерни и сите оние кои што ја поддржуваат да дојдат на блокадата, а разговорите продолжуваат понатаму и се надеваме, затоа што ние 10 години не губиме надеж, нема да изгубиме ни сега. Продолжуваме понатаму и само напред. Барањата беа презентирани и денеска, како и причините зошто не дозволуваат да се гради мини хидроцентрала на реката во нивното место на живење. Најголем факт што се противиме за централата е тоа што нашиот водовод, од кој користиме вода за пиење, се наоѓа на средината на трасата на таа централа. Потоа голем дел од каналите за наводнување и еден подземен систем кој што го имаме уште од 80-те години лежат исто така во тој дел на трасата, и сите тие остануваат, ќе останат суви доколку се направи тој цевковод за хидроцентралата. А на крајот и големата еколошка катастрофа која што ќе се случи на самиот терен, на тие 3-4 километри колку што ќе биде тој цевковод, и реката постојано ќе останува сува, и животинскиот и рибниот фонд и флората ќе останат уништени. Жителите на село Блатец Виничко на протест излегува на празникот Свети Трифун и од тогаш секојдневно се борат со цел реката да не биде ставена во цевка, да ја зачуваат животната средина, но и својот водовод и систем за наводнување.